дојде пролетта, а со тоа си замина сезоната на типични зимски денови за Скопје, полни со смог и магла. А кога загадувањето не се гледа со очи, колективно завршуваат и дебатите на оваа тема. Токму затоа решивме сега, кога емоциите не се предразумот, да направиме долгорочна анализа на единствените релевантни податоци, кои покажуваат дали оваа зима дишевме полош, ист или подобар воздух, споредено со претходните години. Тие податоци се собираат со уреди како овој во центарот на Скопје. Резултатите од мерењата се достапни на дневно, месечно и годишно ниво. Се регистрираат ПМ10 и ПМ2,5 честички, како и сулфур двооксид, јаглерод моноксид, азотен двооксид и озон. Задачата што ние си ја поставивме е да споредиме колкава била просечната дневна концентрација на ПМ10 честичките за секоја година почнувајќи од 2012-та, бидејќи таа вредност ја мерат сите станици. Од поставените вкупно 5 се фокусиравме на 3 мерни станици во главниот град – Центар, Лисиче и Ректорат. Бидејќи се важен фактор, ги земавме предвид и бројот на денови во една година кога станиците не работеле. Мерната станица Центар во близина на зградата Нова Македонија е поставена покрај исклучително фреквентниот булевар Мајка Тереза, каде постојано има движење на возила. Во 2012-та станицата измерила дневен просек од 85,34 микрограми ПМ10 честички на кубен метар, а сумирано низ целата година не работела 54 дена. Следната 2013-та просекот се намалил на 76,26, а во 2014-та паѓа дополнително до 64,15. Во 2015-та има зголемување на 70,79 микрограми ПМ10 честички на кубен метар, па се до 2021 година воздухот бележи се подобар квалитет, стигнувајќи до 43,77 микрограми на кубен метар. Во 2022 година се забележува мал скок на 49,44, при што мерната станица не работела 44 дена. Во последните 3 години, бројките повторно паѓаат до најниските во овие 14 години, 43,5 микрограми изминатата 2025 година. Втората мерна станица за која ги анализиравме податоците е Лисиче, и таа е сместена во непосредна близина на прометни булевари и на помалку од 1 километар воздушна линија од оџаците на Усие. Во 2012 година просекот изнесувал 122,45 микрограми ПМ10 честички на метар кубен, а станицата била во дефект 52 дена. Загадувањето останува релативно високо и во следните 5 години, а намалување се појавува во 2018 година, кога паѓа на 55,60 микрограми на кубен метар. Важно е да се напомене дека таа година станицата не работела 89 дена. Следната 2019-та просекот е 54,61, но забележливо е дека оваа година станицата не работела дури 351 ден, што значи дека речиси цела година државата не знаела како воздух се дише во овој регион. Во наредните години бројките се движат од 58,98 во 2020 до 52,40 во 2021, за во 2023 да падне на рекордно најниските 48,47 микрограми на метар кубен. Во 2024 повторно има зголемување на 51,77, а не работела 41 ден, додека во 2025 година изнесува 50,82 микрограми. Мерната станица Ректорат е поставена пред градилиштето каде со години стојат недовршените објекти на Финки и Див. Тоа е една од локациите во Скопје со најгуст сообраќај во поголем дел од денот. Во 2012 просекот е 78 микрограми, но била надвор од функција 45 дена.
Веќе следната, 2013 година, почнува тренд на намалување од 68,8 па на 68,36 во 2014 и 58,09 микрограми на метар кубен во 2015 година. Следува раст на 71,17 микрограми ПМ10 честички во 2016, а врвот го достигнува во 2017 со просечни 82,08 микрограми. Од тогаш генерално се намалува просекот на концентрација на ПМ10 честички, но при тоа мора да се забележи дека во 2020, 2021 и особено во 2023 година станицата не мерела во значителен дел од годината. Резултатите сепак се релевантни за лани кога нема податоци само за 11 дена, а мерењето покажува рекордно најниски 41,03 микрограми ПМ10 честички на метар кубен. Или споредено со поидовната 2012 година, просечната дневна концентрација на ПМ10 честички на метар кубен, минатата 2025 година била намалена за 49% во центар, за 47,4% кај ректорат, а најголемо подобрување бележи Лисиче, каде има намалување на ПМ10 честичките за 58,5%. На што се должи овој тренд на намалување на бројките за ПМ10 честичките, ако се земат предвид дневните просеци на годишно ниво? Анета Стефановска е раководителка на Оделението за мониторинг на амбиентален воздух при Министерството за животна средина и просторно планирање. Вели не паѓа само просечната концентрација, туку и бројот на денови во кој е надминат прагот на загадување. Бројот на денови 3 пати е помал сега во споредба со периодот пред 20 години. Ако имало случај во Лисиче да имаме околу 230 дена со концентрација на PM10 над 50 микрограми на метар кубен, сега просечно имаме околу 80, 90, 100 дена, зависи како на која мониторинг станица, што значи дека 3 пати помалку денови со големо загадување имаме сега, него во периодот пред 20 години. Падот на загадувањето во еден подолг временски период според Стефановска се должи на повеќе фактори. Тука ги вбројува проектите што Министерството ги изготвува и спроведува во текот на годините во соработка со Европската Унија и други странски партнери. Но додава дека влијаат и мерките на единиците на локалната самоуправа и поповолните временски услови. Министерството активно работи на искористување на европските фондови. Во ТЕК имаме проект ЕУ за чист воздух, во рамките на кој се направи набавка на 6 нови автобуси за Скопје. Се посадија 6000 садници во Скопје и во други 3 града Битола, Куманово и Тетово. Значи во соработка со единиците на локална самоуправа. Потоа се во ТЕК некаде и завршена е замена на начинот на затоплување во административни објекти, повеќе во здравствени објекти и во објекти од образование, во училишта и така натака. За бројките до кои дојдовме во нашата анализа зборувавме и со оние што се најгласни за подобрување на воздухот во Скопје. Представникот на иницијативата Зелен хуман град и советник во град Скопје Маријан Калевски тврди дека температурата во Скопје е зголемена во просек за 2 степени, што директно влијае врз топлотната инверзија. Појава која е одговорна за поклопецот над главниот град, главно во зимскиот период. Ветерот исто така има забележав раст, некаде околу 0,5 км на час има зголемување на просечно зголемување на ветерот од 2012 година до сега, што е исто така многу за луѓето можеби не мислат дека 0,5 км на час не е многу, но во однос на загадувањето тоа е многу и тоа игра огромна улога дали ќе има помало или поголемо загадување. И додека мерењата на ПМ10 честичките покажуваат долгорочен тренд на опаѓање, Калевски ја отвора дилемата. Дали овој параметар е единствен што детерминира дали воздухот е чист? Има тука врска помеѓу мерните станици мерат известен број на
загадувачи. PM10 е еден, има PM2,5, нели, и известен број на гасови, но тоа не се сите материи што ги има, например, од загадувачката индустрија. На мерните станици не се мерат фурани и разни диоксини кои што ги се како производ од работата на различни индустријски капацитети. За ова прашање надлежните признаваат дека нема долгорочно и континуирано мерење на другиот тип на загадувачи освен ПМ честичките. Но при повремените проверки, проблем со тешки метали досега не забележале. Не е дека немаме комплетна слика и врз основа на тие направени анализи претходно немало надминување на годишните гранични вредности за овие тешки метали што ние ги имаме досега анализирано. Тешки метали досега не сме имале проблем. Се сложувам дека можно е да имаме проблем, сме имале во претходните мерни кампањи со полициклични ароматични аглеводороди и имало надминување на бензоапиренот. Тоа да. А досега од направените мерења тешки метали немало надминување. Бензоапиренот, за кој мерењата во минатото покажале зголемување на параметрите, е соединение кое предизвикува генетски дефекти, рак и репродуктивни оштетувања, а се ослободува при нецелосно согорување на органски материи, преку издувните гасови на возилата, согорување јаглени дрва и чадот од цигарите. Дали поради времето, дали поради мерките, дали поради двете, факт е дека воздухот во Скопје е подобар од пред 14 години, но тоа не значи и дека е доволно добар. Пред година и пол бината во медија центарот на владата беше претесна за бројните функционери дојдени да го представат планот за чист воздух. Во документот повеќе институции се обврзаа и со рокови, кои чекори ќе ги преземат за да го намалат загадувањето. Ќе инсистирам на нивно ангажирање и завршување пред се во мојот ресор, но и ќе ги координирам, следам и потикнувам активностите како вице-премиер во сите институции кои ќе имаат дел од одговорноста за спроведување. Владата вети дека ќе го направи тој чекор во догледен рок. Но како што покажаа нашите претходни истражувања, голем дел од активностите кои веќе требаше да бидат готови, се уште не се ниту почнати.